Почитуван подпредседателе, почитувани дами и господа, почитувана јавност. Ово што вчера до доцните вечерни часови го гледавте и ова денес што се случува, мора да кажам дека не е тоа дека Македонија се наоѓа во војна, ниту дека се случува некоја елементарна непогода, туку е фаќање сламка за спас на криминалиите на СДС и ДУИ. Имено преку Комисијата за именување, каде сакаат да разрешат колега пратеник кој веќе не име по кеф и да си постават свој пратеник, сакаат на нелегитимен начин да го добијат мнозинството во Комисијата за именување, каде главна цел ќе им биде да си постават свој суди во Уставниот суд. Значи, целата работа се работи за поставување на партиски Уставен суд. Имено Комисијата за избори и именување се формира на денот на конститутивната седница. Разрешувањето на член на Комисијата е невозможно, бидејќи тоа се однесува за членови на јавни функции, а членот кој сакаа да го разрешат не е носител на јавна функција. Тој е народен представник, избран од народот на избори. Ова што се случува вчера и денес е, например, како да се спасат пациентите на Рашковски. Се извинувам, пациентите на децата на Рашковски, направени со средства собрани од парите од родендените. Имаш право на реплика, господине Мартин, не ме прекинувате ти е втор пат за 2 дена. Потоа, например, како подобро да работи новата компанија на тинејџерот на Тути Ди Капо, Тути Зоран Заев. А имајќи предвид дека можеби го учел занаетот од неговиот дедо, таткото на Заев, кој да се држите вие, своевремено заради тоа на дневен ред. Заради тоа е промената што се случува вчера и денеска. Предлог одлука за поставување на разрешување уставни суди, тоа е целата работа кој овие криминали сакаат да ги заштитат. Моја е должност согласно деловникот да ви Кој укажам своевремено дека бил не фатен говорите како краде струја, по точка може од да дневниот ред. стане јасно зашто ова се случува. Се со цел, како што кажав, е да си ги покријат сите криминали досега направени од оваа власт. И второ, нелегитимниот избор на Талат Џафери за председател на Собранието на Република Македонија, каде што ќе ве потсетам, вашите пратеници гласа со 2 раце во вис, а можеби и со 1 нога. И секако да си вратат услуги на досегашните суди кои работеа по принципот трас-трас и по наредба на Зоран Заев. Значи, почитувани граѓани на Република Македонија, овде се работи да се покрие направениот криминал на СДС и ДУИ. И ќе ви прочитам некој од нив. Као, например, Заев и Филипче во ек на најголема пандемија од ковид договараат проценти за вакцини. Заев и Филипче префрлаат пари на грчка фирма. Ова ви е втора опомена. Ова ви е втора опомена дека не говорите по точката од дневен ред. Тоа право јас го имам согласно подпредседателе, не е така. И ве опоменувам дека не говорите по точката од дневен ред. Значи, јас се изјаснив. Ова вчера и денеска што се случува е да се покријат овие криминали. И јас ги кажувам криминалиите кои сакате да ги покриете со промена на нашиот колега и поставување потоа на партиски уставен суд. Што не е јасно тука? Затоа се нервозни. Значи, Заев и Филипче префрлаат пари на грчка фирма за неизградената клиничка болница во Штип. Заев и Филипче за 14 изгорени луѓе во модуларната болница во Тетово, каде единствен кривец е продолжниот кабел. Заев и Оливер Спасовски за криминалот со марихуаната, односно дрогата, и како тоа Македонија стана Колумбија во Европа. Заев и Оливер Спасовски за криминалот со издавање на пасоши на светски криминалци и како тоа началници, командири и инспектори на Оливер Спасовски се главни дистрибутери и криумчари на дрогата. Па како тоа владата СДС и ДУИ на криминален начин не доведоа до економска и енергетска криза.
Па потоа, како тоа Зоран Заев давал наредби за судски одлуки, па како тоа судиите го спроведувале, па како тоа судиите криеле докази за да можат луѓето кои ги бранеле македонските национални интереси да ги судат за тероризам и да завршат во затвор на 150 до 200 години. Само затоа што се сакале сопствената држава Република Македонија. И сето ова е правено заради заплашување на македонскиот народ, а со цел продажба на македонските национални интереси досега и националното предавство на она што следи во преговорите со Бугарија, за кој, впрочем, немате ни легитимитет да преговарате. Почитувани граѓани на Република Македонија, македонци, албанци, турци, срби, власи, роми и останати граѓани, ова е само еден мал дел за она што овие денови се случува во собранието. Барање сламка за спас од криминалиите на СДС и ДУИ. Меѓутоа, ќе ви порачам на сите од власта, нема да ве спасат никакви партиски судии, никаков партиски уставен суд. Ќе си одговарате буквално за се. И за националните предавства, и за криминалиите во изминатиот период и периодот додека ВМРО-ДПМН не дојде на власт. А тоа ќе биде за брзо. Благодарам. Има збор пратеник од Игор Здравковски, повелете.